Председател на Македонското собрание, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитуван премиер, представници на владата, медиуми, бидејќи внимателно ја следам дебатата во овој еден месец, први сакам да честитам на сите за изборот, заради тоа што сметам дека така е редот, и да посакам на сите и во Македонското собрание и оние кои што ќе бидат избрани да им служат на граѓаните и да креираме позитивни и перспективни политики кои што ќе ги оствара стратешките цели на државата. Изборите завршија и мнозинството треба да е најасно дека во овој месец многу повеќе се однесуваше како опозиција, отколку да се носи со одговорност. А опозицијата треба да биде конструктивна, да предлага, да дискутира, да критикува и да придонесе во креирањето на позитивен политички амбиент, но пред се оно што лично го сакаме е една поинаква нова политичка култура, која што овој месец, за жал, бидејќи внимателно следев, воопшто не можеше да се види. И верувам дека периодот пред нас ќе ги придонесе секој да се надмине и да навистина фокусот биде кон политики, мерки и резултати. Не довикувања, не зборење од место, и градење на едно поголемо единство околу стратешките цели и интереси. Околу политичкиот момент не може да не премолчиме дека со години наназад имавме една најсилна реторика, многу изјави, интервјуа, секојдневни протести за неприфаќање и поништување на Преспански договор, за никогаш Северна, за поништување на Бугарски договор, за враќање на името, против преговарачката рамка, и заедно со преголемиот колач кој што го доби ДУИ, тоа бе клучните елементи на акумулирање на граѓанското незадоволство од дотогашната власт и давање на поддршка на новата власт. И тоа беа основите и темелите кои што денеска, јас нема да зборам дали се изневерени или не, туку денеска гледаме и во предлогот на заменици министри на еден документ 4 пати Северна Македонија. И лично ќе кажам дека сум силен поддржувач и на договорот од Преспа и на Европскиот договор, заради тоа што знам дека немаме друга алтернатива, знам дека остварувањето на стратешките цели запечатени 1991 година, за кои што чекаме со години, се остваруваат со храбри одлуки и само така ќе го спречиме иселувањето и ќе изградиме многу подобар живот за сите граѓани и за сите генерации. А седејќи тука, представувајќи ги граѓаните, имаме обврска да носиме храбри одлуки и да не се занимаваме со дневна политика, туку да ги оствариме токму тие стратешки цели, ако ја сакаме татковината и ако сакаме државата. И сметам дека кога збориме за инвестиции, за агенда на премиерот, кога збориме за што е тоа што го имаме во овие 30 дена, за мене, како представник на граѓаните, една клучна придобивка е токму промената на ставот кон Преспа и кон овој храбар чекор кој што донесе и членство во НАТО. Токму прифаќањето на оваа реалност, без оглед дали е изневерување на 500 или на 600.000 граѓани, представува една голема придобивка и токму оваа промена на оваа влада ја поздравувам. И уште една промена, а тоа е што без да влезе некој да не убива, како на 27 април, во демократска процедура, избравме спикер на парламентот, и спикер на парламентот може да биде и србин, и бошњак, и турчин, и ром, и албанец, и македонец, и со целиот респект и почит и кон Талат Джафери, и кон Африм Гажи, кој што ги почитувам, сметам дека и ова е една силна придобивка и кон слободата, и кон демократијата, и еден силен чекор напред, дека не мора за една ваква работа, само за да се задржи власта, да влезе некој да убива пратеници, новинари или останати. Денеска пред нас се изборот на заменици министри и дозволете да искоментирам дел од она што доведе токму до денес, а тоа е Законот за организација на органи на државната управа, тоа е изборот, програмата на влада, заради тоа што не сакам да навлегувам во персоналните решенија, фер е да се остави на овие заменици министри со чест на исклучоци кои што се квалитетни, за другите
ќе видиме времето, ќе покаже што е тоа што ќе го донесат, заради тоа што гледаме едни исти кадри, стари кадри, едни со едно образование во сосема друг ресор и така натаму. Меѓутоа, тоа е континуитет на поставувањето на ВД директори и на сето она што го видовме, а најмалку нешто ново, свежо и иновативно во овие 30 дена. Законот за организација на органите на државна управа и носењето денеска придонесува да имаме 4 нови плюс заменици министри, да имаме 4 нови државни секретари, иако ветувањата и програмите беа дека ќе се намалува бројот на пратеници, на министри, ќе се кратат овие трошења, имаме зголемување на 4 нови министерски системи и постојано зголемување на редоследно на изборот на нови министри и нови заменици, секретарки, државни секретари и така натаму. И тоа беше предлог и одлука на мнозинството. Но кога го носевме законот за организација и органи на државната управа, токму тогаш, и ова е од аспект на работата и на новиот заменик министер за земјоделие, и сметам дека ќе биде конструктивно и одполезно, ќе биде одполез да навистина се заокружат реорганизацијските процеси, заради тоа што реорганизацијата на министерството подразбираше и промена во Министерството за земјоделие. Неколку работи, заради тоа што ова беше министерство кое што прво со одлука на влада донесе план за реорганизација, меѓутоа го немаше во овој закон. Овој закон велеше дека ќе се формираат, ќе се раздвојат креирањето на политиките и имплементацијата, меѓутоа Агенцијата за храна и ветеринарство, која што агенција во која што и креирањето и спроведувањето и надзорот на политиките не преживеа никаква промена. Во овој закон кој што беше поднесен во собранието се велеше дека ќе се спојуваат инспекторатите, меѓутоа иако на донесена одлука прво министерство кое што го заврши процесот на реорганизација и за спојување на 5 инспекторати, тоа не се случи со овие измени. Или со спојување на фитоуправата, на СЕМЕ, на шуми, на ДФЛ и на други институции за кои што веќе анализите беа направени, иако платформата на граѓански организации критикуваше дека нема дебата, овој процес, особено за Министерството за земјоделие, беше целосно транспарентен, отворен со вклучување на експертската јавност. Меѓутоа, за жал, барањата на ДКСК, на Европската унија и на проектите кои што беа завршени, воопшто не беа имплементирани во овој процес. И верувам дека заменик министер за земјоделие ќе има особен интерес да оваа реформа биде продолжена. Кога збориме за програмата, оно што можевме да го видиме и прочитаме е ништо ново и само празни зборови за нови реформи кои што ги нема или за нови закони кои што ги нема. Напротив, беа нотирани продолжувањето на сите политики кои што претходната власт ги спроведуваше. А тоа е вклучувањето на агросоветот во креирањето на политики, нови мерки за активните земјоделци кои што беа спроведени, новите можности кои што ги дава ИПАРД, новите мерки за жените земјоделки кои што за прв пат во 2019 беа спроведена, за малите земјоделци, за младите земјоделци, дополнителни плаќања за стратешките култури и уште многу други работи кои што веќе беа имплементирани. Ниту во програмата не видовме нешто ново и затоа очекувам токму еден позитивен импулс од новиот заменик министер кој што во правец на креирање на нови политики особено ќе се фокусира да ја видиме таа нова понуда и тоа што треба да го направим. Уште повеќе заради тоа што земјоделците знаат и сакаат да знаат што е тоа што може да го очекуваат, а не го видеа во досегашниот предлог и при гласањето на владата и при гласањето денеска или дебатата за заменици министри. Дали ќе остане новиот модел на субвенционирање и авансната исплата на субвенции? Дали ќе имаат зелена нафта? Дали ќе продолжи да се враќа персоналниот данок? Дали ќе продолжи интервентниот фонд? Дали ќе продолжи зголемувањето на субвенциите за тутунарите? Новите субвенции за регистрираните земјоделци, за ливадите? Дали ќе имаат гарантирана цена на смедеревката и на вранецот? Дали ќе продолжат да се поддржуваат малите семени бизниси? Дали ќе има специализирани комбајни за ориз и многу нови мерки кои што беа спроведени во претходниот период? И она што го видовме во овој период е продолжување на истите политики и на она што го воспоставивме во претходните години. Токму затоа очекуваат граѓаните да слушнат што е тоа ново и дали овие мерки и политики
ќе продолжат и ќе бидат гаранција за спроведувањето на владината. Благодарам. Реплика.